И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, престолот на благодатта. Ако треба да ве прашам, зошто мислиш дека не поминуваш повеќе време молејќи се и разговарајќи со Бог? Се прашувам, како би одговорил на тоа? Или, ако треба да прашам, зошто твојата интимност, твојата врска со Него не е поинтимна и зошто не е позначена и понаградувачка отколку што е? Може да има многу причини, но мислам дека една од главните причини е што ние не го познаваме Него, не го разбираме. И кога зборуваме за доаѓање кај Него во молитва, како го замислувате тоа? Зашто размислуваш кога зборуваш за доаѓање кај Бог во молитва и разговор со Него? И кога Библијата зборува за Божиот престол, на што размислуваш? Дали мислиш на нешто некаде таму во ова небесно синело и некој што седи на овој престол? Што мислиш кога Библијата зборува за доаѓање до престолот на благодат? Верувам дека ако вие и јас разбереме кој е Бог, каков е тој на вистина и како разбереме што значи на вистина да се дојде кај Него, ќе доаѓаме кај Него многу почесто, ќе разговараме со Него почесто. Нашата врска со Него ќе биде многу поинтимна отколку што е. Ќе чувствуваме поголема интимност со Него, поголема радост со Него, чувство на исполнетост, задоволство, сила и моќ. Нашата вера ќе биде посилна, нашата самодоверба ќе биде поголема ако разбереме кој е овој Бог, кај кого одиме и што мисли тој кога вели дека можеме да дојдеме кај Него во време на неволја, да најдеме благодат и да ни помогне во време на потреба. Сакам да свртите во послание до Евреите глава 4 и насловот на оваа порака е Престолот на благодатта. Тој е престол кај кој сите ние во одреден момент кои сме верници, честопати, секако се надевам доаѓаме кај овој престол, а некои луѓе кои мислат дека доаѓаат кај него и добиваат одговори на молитвите, не можат, затоа што вратата е затворена поради нивната врска со Бог. Значи, сакам да го погледнеме овој пасус и да видиме што вели тој. Почнете со мене во стих 14 од 4 глава од Евреите. Тој вели: оттогаш, зборувајќи за Христос, ние имаме голем првосвештеник кој преминал низ небесата, Исус, Синот Божи. Ние треба да се држиме цврсто за нашата исповед. Слушнете го ова. Зошто ние имаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку таков кој бил искушан во се како нас, но без грев. Ова е неговиот начин да каже: ете, оној со кого зборувате е оној кој разбира каде сте биле, каде сте и со што ќе се соочите. Затоа да се приближиме со доверба кон престолот на благодатта, за да добиеме милост и да најдеме благодат за помош во време на потреба. Сега слушајте го тоа. Затоа, да се приближиме со доверба кон престолот на благодатта, за да добиеме милост и да најдеме благодат за помош во време на потреба. Што е сега оваа идеја за престол? Кога зборува за престолот на благодатта, на што мисли овде? Па кога размислуваме за престол, размислуваме за кралско семејство, за моќ, размислуваме за авторитет, размислуваме во смисла на достоинство. И така, она што тој го кажува овде е дека Бог, нашиот небесен татко, седи на престол, достоинство, кралство, семејство, достоинство, кралско семејство, моќ, авторитет. Овде е главата на целиот човечки род. Семокниот Бог седи на својот престол. И ќе се сетите, во 8 глава од послание до Римјаните, ако свртите таму за момент, 8 глава од послание до Римјаните не подсетува кој седи со Отецот и што прави тој. Тој вели во стих 34 дека Исус Христос, кој е од десната страна на Бог, седи таму и посредува за нас. Значи, на престолот Божи се Бог, Таткото и Бог, Неговиот Син. Значи, Божиот престол е место на позиција, на моќ. Сакам да се вратите во Исаија глава 6 за момент, бидејќи Исаија во оваа 6 глава ни го дава најдобриот опис во Стариот Завет за Божиот престол. Исаија ни кажува овде што видел.
Тој вели во 6 глава, почнувајќи од стих 1, слушнете го ова. Во годината на смртта на царот Озија, го видов Господ како седи на престол, висок и возвишен, со полите на неговата облека што го исполнува храмот. Серафими стоеја околу него. Тоа се овие ангелски суштества. Секое имаше 6 крилја. Со 2 го покриваше лицето, со 2 ги покриваше нозете, а со 2 леташе. Едниот му извика на другиот и рече: Свет, свет е Господ над војските. Целата земја е полна со неговата слава. Исаија вели, кога го виде ова, темелите на прагот се тресеа од гласот на оној што извика, додека храмот се полнеше со чад. Тогаш реков: тешко мене, зошто сум пропаднат? Зошто јас сум човек со нечисти усни, живеам меѓу народ со нечисти усни? Зошто моите очи го видоа царот, Господ на војските? Тогаш еден од серафимите, вели тој, долета кон него со запален јаглен во раката што го беше зел од олтарот со маша, и ја допре мојата уста со него и рече: ете, ова ги допре твоите усни, твоето беззаконие е отстрането и твојот греф е простен. Тогаш Исаија вели: слушнав глас од Господа велејки: кого да испратам и кој ќе оди за нас? Тогаш јас реков: еве ме мене, прати ме мене. Она што сакам да го забележите е ова: кога тој во присуство на Семоќниот Бог погледна кон овој престол на светост, неговиот прв одговор беше: тешко мене. Тоа значи, тој ја почувствува својата грешност и својата осуда. И тука, во овој пасус, тој вели: затоа, да се приближиме со доверба кон престолот на благодат. Не суд, не светост, дури ни молба, дури ни престол на славата, страхопочита и чудото и величието Божје, туку престол на благодата, каде што тој вели дека ние ќе најдеме милост и помош во време на потреба. Сега сакам да размислите за нешто. Како би реагирале вие и јас на светоста Божја ако немаше благодат? Ако вие и јас моравме секој пат да дојдеме пред присуството Божјо само за да се соочиме со свет Бог, Бог кој ќе суди и ќе ја суди сета неправда и сите несвети работи, како би се чувствувале ако дојдеме кај Бог во неговата величественост, мок, страхопочит и воскит? Како би дошле? Би дошле со чувство на страв, би дошле со чувство на или малку вознемиреност, и би дошле со чувство на недостојност и несигурност, и како ќе бидеме прифатени. Бидејќи, ако размислите за судот, осудата, светоста и величественоста на неговото присуство, не мислам дека некој од нас може да замисли како ќе се чувствуваме и што ќе почувствуваме кога ќе застанеме во присуство на Бог. Например, во Прва Коринтијани глава 3, кога зборува за судот на христијаните и вели дека ќе бидеме судени така, како низ оган, кога ќе застанеме во присуство на Христос пред престолот и ќе дадеме сметка за нашиот живот, како ќе биде да стоиме во присуство на свет Бог. Ние живееме во време кое е толку апсолутно несвето и непочитувачко, што сме го изгубиле секое чувство за светоста Божја. Ние сме многу безбожни кон толку многу работи. И така, секоја генерација се чини во начин на живот, каде што работите се помалку свети и повеќе непочитувани од кога било досега. Значи, кога размислуваме во смисла на свет и праведен Бог и ги слушаме луѓето како зборуваат за па само разговарај со човекот горе, или знаеш, само разговарај со Бог, секој стар начин, секој старо тело и секој стар човек на секој стар начин може едноставно да разговара со Бог. Тоа не е она што го вели Библијата во Стариот Завет. Ако размислите за духовноста и светоста преку која тие влегувале во присуството на Бог, се сеќавате? Во шаторот и храмот, светоста на светињата, каде што само првосвещеникот можел да оди еднаш годишно и на престолот на милоста на ковчегот на заветот, кој бил символ на присуството на Бог. И самата идеја за присуството на Бог, Бог на правдата и светоста и Бог на славата. Тие дури и не би помислили да се обидат да поминат низ таа завеса во светиња над светиите. Дури и првосвещеникот назначен од Бог можел да оди само еднаш годишно. И ако ги прекршеше правилата, Бог ќе го убиеше. Гледате, Бог имал намера тие да ја научат лекцијата за неговата светост и затоа им го дал шаторот, светињата над светиите и храмот со светињата над светиите. Бидејќи Бог бил во процес да ги научи на неговата светост, неговата праведност, неговата правда и неговиот суд. Но што се случи кога Исус Христос беше распнат? Се сеќавате ли? Библијата вели дека завесата во храмот била расцепена. Како? Од горе до долу. Бог ја отворил за да каже:
Сега, сите луѓе може да имаат пристап до семокниот Бог. Значи, тој вели во овој пасус дека ти и јас имаме привилегија да дојдеме до што? Да дојдеме до престолот на благодата, затоа што тоа значи дека ти и јас имаме можност да дојдеме во присуството на семокниот Бог. И тоа е овозможено. Ако се сеќавате, тој вели во стих 14 дека ти и јас имаме голем првосвештеник, Господ Исус Христос. Како е тоа и зошто Бог потоа би се поместил од ситуација каде што символот на неговото присуство бил толку духовен и толку свет што никој освен назначениот првосвештеник не можел да дојде. А потоа, одеднаш, тој вели дека било кој, секој и сите луѓе може да дојдат во присуството на Бог. Затоа што кога Исус умре, еве што направи. Тој го зеде долгот за гревот на светот врз себе на крстот и она што го направи, тој ја отстрани нашата вина. Оние од нас кои го примаат Исус Христос како наш личен спасител, сега се облечени во праведноста Христова. Тој вели дека сега вие и јас живееме и владееме во праведност, затоа што Бог направил нешто во нас што е толку апсолутно драматично. Тој е толку не променил, што дури тој вели дека ние сме станале свети. Тоа значи ние сме осветени во неговите очи. Сега, слушајте внимателно. Вие и јас можеби не секогаш се однесуваме свето. Нашето однесување можеби не е свето, било свето. Нашето однесување можеби не е, но тој вели дека за ова внатре во нас, она што живее во нас е свето. Тој го нарекува Свети Дух. Исус Христос вели: јас престојувам во вас и вие престојувате во мене. Ние сме свети синови и керки на светиот Бог и додека нашето држење и нашето однесување однадвор можеби не е секогаш такво однатре. Ние сме свети деца Божи. Тоа е дело на Христос и одвоено од него. Затоа Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Тоа значи доаѓа кај него за спасение, ниту пак може да дојде во неговото присуство, поднесувајќи барања одвоени од него, освен ако не е грешник кој сака да биде спасен преку Божјата благодат и го признава тоа. Значи, кога го гледате овој престол, зборуваме за престол на благодатта. Слушајте, на престолот на благодатта Бог не дели суд и осуда. Тој не е таму за да не потсети на нашата грешност, злоба и подмолност. Тој е таму за да не потсети што направи неговиот син за нас и дека тој е навистина праведен свет, Бог, но тој е и Бог на благодатта. На престолот на благодатта Бог дели љубов, милост, добрина и љубезност. Дали тоа значи дека тој не потсетува на нашата грешност? Не значи тоа. Ние го имаме Светиот Дух кој живее во нас за да не просведочи за нашиот греф. Но тој вели: дојдете пред престолот на благодатта каде што ќе најдете милост и помош во време на потреба. Сега да размислиме за ова за момент. Тој вели дека вие и јас сме охрабрени да дојдеме пред овој престол на благодатта. Тој вели затоа да се приближиме со доверба кон престолот на благодатта. Бог не овозможил тебе и мене да се приближиме до неговиот престол, токму таму каде што сме, бидејќи ние не зборуваме за одење на некое место и влегување на некое место, зборуваме за однос. Престолот на благодатта го символизира присуството на Бог, каде што ние разговараме со него и каде што се дружиме со него. Гледате, Бог не сака само постојано да доаѓаме барајки нешто од него. Крајната цел на Бог за нас е интимноста, да не усогласи со неговиот лик. И колку повеќе ние и вие се усогласуваме со неговиот лик, толку повеќе интимни сакаме да бидеме со него. Толку повеќе ќе сакаме да бидеме со него и да бидеме како него. И ќе сакаме често да доаѓаме кога растеме во нашиот интимен однос со него. Затоа тој вели, затоа да дојдеме до овој престол на благодатта. Сега, дали тоа е затоа што ние сме достојни за тоа? Не, тоа е суштината на благодатта. Таа нема никаква врска со тоа. Има врска со она што Исус го направи на крстот за да го овозможи тоа. Затоа, постојано ја нагласувам крвта на Господ Исус Христос, бидејќи без пролевање крв нема прошка за гревовите и без пролевање крв нема апсолутно никаков пристап до Бог. И кога Христос умре на крстот, она што го направи, Библијата вели дека завесата се расцепила во храмот од горе до долу. Тој ги отворил вратите за пристап до Бог, така што секој што сака да дојде кај него, кој е спремен да дојде по неговиот пат, кој е преку неговиот син Исус Христос, има пристап до Отецот. Сега погледнете го ова. Кога вели дека треба да дојдеме, тој вели дека треба да дојдеме смело. Погледнете го ова. Тој вели затоа да се приближиме со доверба.
Тоа значи со смелост до престолот на благодат. Сега, што не значи тоа? Дозволете ми да ви кажам што не значи. Не значи само да доаѓаме без почитување, лежерно, грубо, користејќи груб јазик. Па Боже, мислам, знаеш, ние сме пријатели. Знаеш, ние сме пријатели, но, пријателе мој, нема никаква разлика колку добро го познаваш. Сакам да те потсетам на нешто. Колку подобро го познаваш, толку по-богопочитуван ќе бидеш. Мислам дека постои ужасно чувство на непочитување дури и во телото Христово денес. Постои непочитување кон Бог, затоа што ние живееме во општество кое е толку несвето, толку непочитувачко и има толку малку почит кон се што е побожно и свето. И ако не сме внимателни, можеме да го прифатиме ставот на светот. Сега го нарекуваме тоа опуштеност, така го нарекуваме, велиме, па знаете само, опуштете се, само бидете релаксирани. Па можам да бидам опуштен и секој дневен, но ќе ви кажам нешто. Јас сум христијанин 48 години и колку повеќе го запознавам Бог, кога сум во молитва во неговото присуство, јас сум подуховен, посвесен за неговата светост, посвесен за тоа кој е тој од кога било до сега во мојот живот. Мислам, се надевам и се молам дека телото Христово ќе се врати од својата лежерност во чувство на праведност, светост и моќ на семоќниот Бог. И мислам дека откако ќе почнеме да сваќаме кој е овој Бог татко, ние ќе почувствуваме дека тој е Бог на светост и праведност. Но тој е исто така Бог на толку голема љубов што ова е начинот на кој треба да му пристапиме. Кога тој вели дојдете кај него смело, што значи тоа? Тоа значи дека јас можам да му пристапам без страв. Вие велите, но почекайте малку, но да претпоставиме дека сте сгрешиле. Немате ли причина да се плашите? Не. Зошто не? Па нели е тоа непочитување? Не. Зошто не? Сакате да ми кажете дека ако сте сгрешиле против него, не доаѓате кај него со страв? Не. Видите, кога Библијата вели дека треба да се боиме од Бог, тоа значи страв од почит. Јас му се поклонувам, јас сум спремен да се поклонам пред него и да признаам дека тој е мој Бог и дека нема никој како него никаде и дека тој ја заслужува сета моја верност, сета моја лојалност, сета моја посветеност и се што имам. Да, тој е Бог, но ние доаѓаме кај него како негови деца, а не со страв. Тој вели: дојдете смело кон престолот Божи, смело кон престолот на благодатта. Тоа значи дека јас треба да дојдам без страв. Можам да дојдам кај него без страв и затоа можам да дојдам кај него со доверба. Дојдете смело кон престолот на благодатта. На што се темели мојата доверба? Се темели на стих 15, еден стих за тоа. Погледнете, тој вели: зошто ние немаме првосвештеник, зборувајќи за Христос, кој не може да сочувствува со нашите слабости и нашата грешност, туку таков кој бил искушан во се како нас, но без грев. Кога вие и јас доаѓаме кај престолот на благодата за да се дружиме со Бог и да разговараме со него за нашите потреби, каде сме во животот и што и да се случува, тој вели дека ние можеме смело да дојдеме. Можеме да дојдеме со доверба. Зошто? Затоа што, слушајте, иако Бог е свет и праведен и иако еден ден тој ќе осуди и суди, ние доаѓаме кај него како Божји деца. Ние доаѓаме кај него преку крвта на неговиот син Исус Христос. Ние доаѓаме кај него како оние кои се искупени, исчистени и постојано се чистат со крвта Христова. Затоа ние имаме привилегија да доаѓаме без страв. Имаме привилегија да доаѓаме како што вели тој смело пред него. Имаме привилегија да доаѓаме барајки големи благослови. Тој е Бог, наш татко, семоќниот Бог. Кога поднесуваме големи барања, ние ја почитуваме неговата семоќност и неговата љубов. И сепак, честопат, бараме мали работи затоа што се плашиме да бараме големи работи. Не се чувствуваме достојни да бараме големи работи. Слушајте, тој не рече дојдете до престолот на достојноста. Тој рече дојдете до престолот на благодатта. А благодатта е Божјата добрина и љубезност кон нас, без оглед на заслугите и вредноста од наша страна и покрај тоа што заслужуваме. Тоа е суштината на благодатта. Тоа е видот на престол кон кој доаѓаме. Ова е видот на Бог кон кој се приближуваме ти и јас без страв, вели тој со доверба, барајќи големи благослови. Слушајте, и вели дека треба да доаѓаме често. Тоа е импликацијата. Тоа е импликацијата на оваа фраза кога вели за тоа да се приближиме со доверба. Сегашно време континуирано. Да доаѓаме повторно и повторно и повторно.
Колку често мислите дека Бог сака да доаѓате кај Него за дружење и молитва? Верувам дека срцето Божјо сака вие и јас да одиме во континуирано дружење со Него, постојано разговарајќи со Него во средината на нашите трудови, на нашето богослужение, во средината на црквата, во средината на се што се случува. Бог сака постојано дружење, разговор и континуирано чувство на единство и свест за Неговото присуство. Треба да доаѓаме често и да му благодариме на Бог. Можеме да дојдеме во секое време. Не мора да закажуваме состано. Знаете што? Никогаш нема гужва. Не мора да чекаме во ред. Секогаш моментален пристап. Тоа е едно од богатствата на Божјата благодат, што вие и јас имаме моментален пристап до Неговото присуство. Гледате, овој Бог на благодата толку не сака што вели: ајде. Тој вели: сакам да дојдеш, имаш пристап, ајде. Тој е Бог на благодата и вели дека Неговиот престол е престол на благодата. Тука тој дели љубов, добрина, милост, љубезност и прошка на своите деца. И додека тој е свет Бог и додека ние треба да дојдеме кај Него во духот, во чувство на почит и страхопочит, ние исто така доаѓаме како синови кај таткото, керки кај таткото. Лично, кога размислувам за доаѓање кај Бог во молитва, секогаш размислувам за тоа на два начина. Доаѓам кај Него прво, како син, кај таткото и второ, како слуга на мојот Господ. Сега, да погледнеме вака. Ова е начинот на кој треба да му пристапиме. Сега, што можеме вие и јас да очекуваме кога ќе дојдеме до престолот на благодата? Кога доаѓаме кај Бог и разговараме со Него, што може да очекуваме? Па да ги погледнеме овие два збора, милост и благодат. Тие не се синоними. Понекогаш мислиме дека се, но не се. Некој го кажал вака, дека милоста е срцето Божјо, а благодата е раката Божја. Дека Бог не ни ги дава она што го заслужуваме во милост, во благодата ни го дава она што не го заслужуваме. И така, кога размислувате во смисла на милост и благодат, милоста се занимава со моите минати неуспеси, благодата се занимава со мојата сегашна работа и иднината. Тоа е она што ми треба сега. Значи дека милоста може да го символизира срцето Божјо, благодата е раката Божја. Доаѓање кај Него за помош во време на потреба. Сега дозволете ми повторно да го кажам ова. А ова е во милоста дека Бог не ни го дава она што го заслужуваме, а во благодата ни го дава она што не го заслужуваме. Таков е небесниот татко и тој не охрабрува да дојдеме до овој престол на благодата. Вели тој, за да добиете две работи, милост и слушайте, и да најдете благодат за помош во време на потреба. Сега, пријателе мој, слушај ме, може би си толку добар, колку што знаеш да бидеш, можеш да ги правиш сите правилни работи, што знаеш да ги правиш во животот, и може би си многу религиозна личност, но сакам да ти кажам, се додека Исус Христос не стане твој спасител преку вера во она што го направи на крстот, ти немаш пристап до Бог за да дојдеш кај Него барајќи помош во време на потреба. Најпрво мора да бидеш син. Гледате, затоа тој си нарекува себе си Бог татко, и оние од нас кои се Негови деца, ние сме Негови деца создадени во Христос Исус, вели тој. Или ние сме Негови деца затоа што сме посвоени во Царството. Ние сме родени повторно. Ова наново раѓање не направи деца Божји. И тој вели дека пред да станеш дете Божјо, тој вели дека си оттуѓен од Бог, одвоен од Бог, далеко од Бог, во слепило, во темнина, во смрт и немаш никаква врска со Бог. Но видете, затоа дојде Исус. Тој дојде за да се погрижи за нашиот грев, за да можеме вие и јас да го погледнеме семокниот Бог, нашиот татко, во очи со доверба, смелост и сигурност, доаѓајќи кај Него одново и одново, како синови и керки на татко кој е цар на царевите, господар на господарите, Бог на небесата и земјата. Тој вели дека ние доаѓаме кај Него и таму наоѓаме милост. Така сте спасени. Бог беше милостив кон секој од нас. Но слушнете што друго. Тој вели дека можеби ќе најдете милост, но вели дека има нешто друго што можете да го најдете и благодат да помогне во време на потреба. Сега слушнете, таа фраза во време на потреба буквално значи, ако можеме да ја кажеме во нашата терминологија, буквално значи во крајна линија. За да можеме да најдеме благодат да помогне во крајна линија, ние велиме, почекај малку. Сакаш да ми кажеш дека Бог само ќе чека до последна минута? Не, но еве што прави тој и ова е прекрасната работа кај Бог. Тоа значи, слушајте, кога јас имам потреба, Бог ќе ја задоволи таа потреба, кога потребата ќе се појави. Затоа што, како деца Божји,
Се што треба да направиме е да помислиме. Татко, и нашиот пристап е моментален. Например, одеднаш се искушуван. Што се случува? Драг Боже, веднаш ти и јас имаме помош. Слушајте го ова. Божествена, надприродна, соодветна, доволна, се доволна помош во тој момент, за да се справиме со тој проблем со кој се соочуваме. Тој вели, дојдете до престолот на благодат и најдете милост и помош во време на потреба. Значи, дозволете ми да ве прашам, која е вашата потреба? Дали е материјална? Дали се најде на престолот на благодата? Дали е емоционална? Дали е нешто духовно што се случува во вашиот живот? Дали е прошка? Дали е утеха? Дали е охрабрување? Дали е тоа дека таткото треба да го крене товарот? Што и да е, тој вели во овој пасус. Сакам да ве охрабрам да го направите тоа ваша секојдневна навика и многу пати на ден да доаѓате до престолот на благодата, каде што ќе најдете милост, помош, благодат, добрина, незаслужена љубов од таткото да ви помогне во време на потреба. Татко, ние ти благодариме што ти си толку трпелив со нас, а ние понекогаш се мачиме да дознаеме кој си ти и понекогаш се бориме во нашата врска. И ти благодариме што го нарече престол на благодат, милост и благодат, место каде што можеме да најдеме помош во време на потреба. Се молам, секој што ќе ја слушне оваа порака да свати дека ниеден грев не е преголем за да се изнесе пред тебе за прошка, бидејќи крвта на Исус Христос покрила се на Голгота. Дека ниеден товар не е претежок за ти да го подигнеш и ниедна тага не е предлабока за ти да ја утешиш. И ниедна болка не е толку болна што ти не можеш да ја излечиш. Само сакаме да ти благодариме што ти си Бог на благодат, добрина, љубов и милост. И дали ти би всадил во нашето срце длабока копнеечка желба да те познаваме, за нашата љубовна врска да биде онаква каква што ти сакаш да биде. Се молам за ова во името на Спасителот. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.